Добро вечер повторно, Анита, од мобилното студио, кое вечерва е во Велес, каде што коалицијата предводена од ВМРО ДПМН одржа митинг. Митингот пред малку заврши, а со мене во мобилното студио вечерва е носителот на изборната листа во третата изборна единица, Илија Димовски. Добро вечер. Добро вечер. И кандидатот за пратеник од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, Ѓорѓи Коџабашиев. Добро вечер и за вас. Ајде прво да почнеме со програмата. Што нуди вашата програма за конкретно за овој крај од Македонија, за Велес и Велешко? Генерално, не само за Велес и Велешко, туку за цела изборна единица. Обемот на проекти кои што ги нуди ВМРО ДПМН во оваа програма е огромен, заради тоа што најголемите инфраструктурни проекти и најголемите проекти за енергетска стабилност на државата, за гасификација, почнуваат и се прават токму тука. Значи, станува збор за голем обсек на патишта, автопати, магистрални патишта, односно експресни патишта, многу регионални патишта низ целата изборна единица, како и низ Велешко, изградба на гасоводниот систем, реконструкција на болници, на спортски сали, изградба на нови, клиничката болница во Штип и ред други проекти кои што ќе значат заживување целиот регион. Исто така, ефектуирање на плановите за употреба на водата од неколку хидросистеми, за проширување на обемот на наводнување на земјоделско земјиште, изградба на ново скијалиште во Берово и на Голак, кои што па дополнително ќе дадат квалитативна содржина на тој дел од Македонија, така да обемот на проекти кои што се предвидени за третата изборна единица, нови избори, можам слободно да кажам дека е најголем, заради тоа што не заради тоа што граѓаните во третата изборна единица нешто повеќе заслужуваат од другите, но заради тоа што на овој начин исправаме историска неправда. Во другите делови од Македонија одамна имало автопати, одамна имало клинички центри, одамна имало универзитети. Во Источна Македонија тоа се прави во последните неколку години. Источна Македонија заслужува да има инвестиции, да има образование, да има здравство, да има инфраструктура на ниво како и другите делови од Македонија. Прашање за двајцата, постојано сте на терен со граѓаните, се среќавате со нив, какво е расположението, може ли коалицијата предводена од ВМРО ДПМН да освои 63 пратенички столчиња? Ајде повелете ви. Баш така сакам да го започнам моето излагање дека ВМРО ДПМН е единствена политичка партија на политичка сцена во Република Македонија која е постојано во контакт со граѓаните. Значи тоа се случува од 2006 година наваму, постојано сме на терен со сите граѓани, со пензионери, со земјоделци, со вработени, со невработени, со млади, со студенти, со стечајци и од тие секојдневни контакти ги добиваме нивните критики, нивните проблеми, нивните потреби и тие нивни сугестии ги ставаме секогаш во изборната програма на ВМРО ДПМН. И по тоа сме препознатливи дека тоа што ќе оставиме во програмата на ВМРО ДПМН подоцна и го реализираме. И не случајно сме уште попрепознатливи по тоа што на крајот од секој мандат даваме и отчет за сработеното. И заради тоа сме прифатени на теренот и на овие предвремени парламентарни избори. Граѓаните не пречекуваат, знаат дека тоа што ќе го кажеме ќе го реализираме и ни ја даваат поддршката. Ќе успеете ли да обезбедите поддршка за 63 пратеници? Јас мислам дека да, заради тоа што граѓаните на Република Македонија покрај тоа што имаат природна мудрост и кои што знаат да проценат, се повеќе и повеќе забележувам дека се обединуваат, дека се појавуваат многу луѓе кои што можеби традиционално гласале за Социјалдемократскиот сојуз или не излегувале воопшто на избори, ги гледаме на овие собери, подаваат рака и пораката е дека на овие избори покрај за отчетноста и покрај за програмите што ќе работиме во следните 4 години, луѓето знаат дека гласаат на референдум за унитарна Република Македонија. Затоа очекуваме и голема излезност на овие избори, затоа очекуваме и голема победа. Таа победа секако не е само за ВМРО ДПМН или за било која партија од нашата коалиција. Таа победа треба да биде победа на граѓаните на Македонија, на македонскиот народ, кои што со таквата победа ќе исцртаат црвена линија. До тука може, понатаму не може. Таа порака ќе биде упатена и дома, за оние кои што мислат дека од дома може да ја редефинираат државата, но ќе биде упатена и кон надвор, за оние кои што креираат, создаваат сценарија за краток рок на траење на Република Македонија. Граѓаните на државата, македонскиот народ нема да го дозволат тоа. Сите партии на албанци, на турците, сите партии на србите, на бошњаците, на власите, на ромите се во оваа коалиција. И тоа ќе се одрази сериозно
но и сите патриотски партии на македонците се во оваа коалиција. Очекуваме значајна победа. Како ги коментирате, односно како ја оценувате онаа реторика на вашите политички опоненти? Еве особено вчера реагира на појавувањето на шефот на австриската дипломатија Курц на вашиот митинг. Видете, практично сите тези кои што ги градеа во минатите години една по една се рушат како кула од карти. Значи, они велеа дека Македонија е задолжена и дека само што не пропаднала, всушност Македонија во последниот период се раздолжува со долговите и Европската унија ја оценува за една од 5 најмалку задолжени европски држави. Велеа дека има фантоми, нема фантоми. Избирачкиот список денеска е поголем од тоа што бил претходно. Велеа дека ВМРО-ДПМН е изолирана и нема никаква меѓународна поддршка, дека само што не дошол некој од Европа и ќе не построел тука. Еве дојде министерот за надворешни работи на една од најзначајните држави во Европската унија, кој што даде отворена поддршка за ВМРО-ДПМН и за политиките кои што ги спроведува ВМРО-ДПМН. Затоа се нервозни, го губат лото заради тоа што сите тези кои што ги граделе досега, ги граделе врз база на лажни темели. Значи лага било дека има фантоми во списокот. Лага било дека ВМРО-ДПМН е изолирана политичка партија и дека нема пристап до меѓународните пријатели надвор од нашата држава. Лага се и сега овие работи кои што ги тврдат, нови работи во оваа кампања, дека не знам ќе враќале ДДВ, не знам дека ќе ја правеле минималната плата, не знам и така натаму. Зоран Заев, 11 години градоначалник на Струмица. Дали однесе една странска фабрика во Струмица? Не. Дали врати денар кон граѓаните по основ на комунали или по основ на локални даноци? Ниту денар не е вратен. Дали на своите вработени, нели тој се фалеше дека имаат 800 вработени во фамилиарните бизнеси? Дали таму е просечната плата 30.000 денари? Дали таму е минималната плата 16.000 денари? Не. На рап на минимум. На сите вработени, како во некои поранешни времења. Така да, сите тие изградени работи врз база на лажни темели, еден ден доаѓаат на виделина. Кога доаѓаат на виделина, има нервоза, има ароганција, има бес, има навреди кон другите, има чкртање, нели, со шарената револуција. И во ред. Ние истрпивме 2,5 години, ќе истрпиме уште 12 на дена. Целата таа, да речем, негативна енергија, нека ослободат од себе, можеби подобро е да ослободат, но битно е тоа што граѓаните гледаат, седат, спокојно, мирно, расудуваат и на 11 декември ќе испорачаат фактурата. Господине Коџабашиев, уште едно куса прашање, дали со 11 декември ќе се стави крај на оваа политичка криза, ќе се расплеткаат работите или дополнително ќе се заплеткаат? Па ние очекуваме со овие избори конечно да се стави крај на кризата, заради тоа што премногу е 2,5 години, значи од минатите парламентарни избори 2014 со самото прогласување на победниците на ВМРО-ДПМН, Зоран Заев кажа дека не ги признава изборите, дека тие не биле регуларни, не биле демократски, иако сите меѓународни посматрачи и овде и надвор од државата кажуваат дека изборите се легални и демократски. Верувам дека и новите избори ќе најдат изговор дека изборите не биле регуларни, меѓутоа меѓународната заедница ќе биде поприсутна, ќе има повеќе посматрачи. Демократската атмосфера во Република Македонија гледате на сите избори, народот е зад нас, имаме голема поддршка, така да не може да се повикуваат на нешто што е очигледно, односно дека граѓаните ни даваат поддршка. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам. Анита тука се одјавува, мобилното студио на телевизија Нова вечерва се враќа во Скопје, а утре патува за Тетово. Продолжува да ги следи митинзите на најголемите политички партии во Македонија и во наредните 2 недели ве информираме од онаму каде што се одржуваат централните митинзи на партиите. Поздрав од мобилното студио.